Денеска советниците на општина Кочани од планираните 6 одржаа само 4 комисии во пресрет на 61-та редовна седница закажана за во среда. Прво советниците расправаа по дневниот ред од Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и го разгледаа годишниот извештај на општина Кочани за 2016 година, како извештајот за работењето на комуналното јавно претпријатие Водовод и програмата за одржување и користење на паркови и зеленило, набавка, поставување и одржување на урбана опрема. Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој го разгледа годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источниот плански регион за 2016 година, извештајот за извршување на буџетот на општината за првиот квартал од 2017, како и други точки кои беа ставени на дневен ред. Комисијата за култура, образование, спорт и права на децата ја разгледа информацијата за работата на Националната установа Центар за култура Бели Мугри, а ги разгледа и предлог одлуките за давање согласност за договор за примање на донација на јавната општинска установа Детска градинка Павлина Велјанова. Советниците беа информирани и за одржувањето на драмскиот аматерски фестивал. Комисијата за здравство и социјална заштита го разгледа извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Кочани од областа на социјалната, детската и здравствената заштита и информацијата за работењето на Црвениот крст и програмата за работа во 2017 година. Комисијата за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита не ја одржа закажаната седница, која на дневен ред беше извештајот за реализација на програмата за работа на територијалната противпожарна единица од Кочани во 2016 година и Комисијата за земјоделие, која на дневен ред имаше информацијата за начинот на користење на државно земјиште на подрачјето на општина Кочани, не ја одржа закажаната седница.